Ова место хаб настана како резултат на поддршката на USAID преку проектот за микро и мали предпријатија и швајцарската амбасада во Скопје. Меѓутоа имплементиран преку СИД и Млади Инфо. Во моментов сме ние Хаб Скопје, тежнееме кон добивање на лиценца за Impact Hub Global. Тоа би значило дека ќе се придружиме кон семејството на Impact Hub, која што е најголема организација во светски рамки во поддршка првично на социјалното претприемништво. Уствари тоа е што сакаме ние да го поттикнеме во нашето општество. Нови некои трендови налагаат да има во бизнисот социјална компонента, така да преку работење, преку издигање на сопствениот бизнис, ние да помагаме некако на општеството. Ние имаме во Македонија пример за социјални предпријатија, меѓутоа ги охрабруваме и младите да го направат тоа. Сведоци сме од нашето досегашно работење дека младите имаат и како големи идеи, некогаш се збунети на која страна треба да се насочуваат во издигање, во креирање на сопствениот бизнис, сопствениот стартап да кажем. Тука сме ние да ги насочиме преку менторски програми, преку други програми кои што се во смисла и во насока на издигање на нивниот бизнис. Имаме супер резултати, супер фидбек имаме, така да засега сме доста стрекни за тоа што го добивме како фидбек. Да, во тој контекст ми беше и второто прашање, дали има интерес од македонците за ваков тип на проекти и предприемништва и кажете ми нешто повеќе за досегашните активности кои ги организиравте. Да, дури сме зачудени како добар прием добивме. Значи ова е некој нов формат кој што досега не е познат на нашите простори. Ние пред се во склоп на хабот работиме како coworking space, значи може некој да дојде овдека за инспирација, да промени работно биро, да дојде кај нас да работи, може дури целиот бизнис да го води од тука, бидејќи горниот дел ни е одстапен за coworking дел. Младите препознаваат квалитет. Ова е место каде што со сила не одат работите. Мораме да ги натераме да препознаат квалитет за да некоја доверба да створиме, за да дојдат и да се опуштат кроз тој процес. Значи, ние паралелно со нашите членови, бидејќи градиме членство, верувајте дека влегуваме во нивната приказна како да е наша. Толку многу се даваме и сме орни да помогнеме, бидејќи ги гледаме младиве дека сакаат нешто да направат и несебично се даваме во тоа. Крајната цел на овие проекти е на крајот да се најде инвеститор за нивна имплементација. Па кажете ми, имате ли веќе ваков пример? Да, ние во склоп на една од програмите во Хабот имаме и како крајен резултат на една од програмите е пичување пред бизнис ангели. Ние имаме свој собствен клуб, тоест клубот на СИД на бизнис ангели, кој што ни е достапен за нашите членови, која ќе поминат процесот на акселерација. Ние ги спремаме за пичување пред нив. Тие се потенцијални инвеститори, доколку најдат заеднички јазик, ќе остварат дополнителна соработка. Исто така, од септември влегуваме во еден друг проект кој што ни е голем предизвик. Треба да направиме, да издигнеме предпријатија, бизниси, социјални бизниси, да ги спремиме за да ги однесеме пред инвеститори. Тоа се инвеститори од странство и долг проекта, инвестициите треба да се случат после 2018, меѓутоа целиот тој период ќе го имаме како период во кој што ќе ги издигаме, значи треба да се самоодржливи тие бизниси.